Менито на здрава храна редовно треба да содржи рен, бидејќи станува збор за намирница која е и храна и лек. Лековитите својства на ренот се слични со оние на лукот, со таа разлика што го нема карактеристичниот нападен мирис. Во овие студени денови се препорачува да се конзумира ренот затоа што е докажано дека ја спречува, но и ја лекува настинката. Исто така треба да се комбинира со масната храна, затоа што ја забрзува перисталтиката на цревата, а го стимулира и лачењето на соковите во желудникот и во цревата. Сето ова благодарение на богатата нутритивна вредност. Богат е со многу витамини, од каде најмногу се издвојува витаминот С, а од минералите богат е со калциум, калиум, магнезиум, како и етерични масла кои му ја даваат лутината. Пикантниот вкус и остриот мирис придонесуваат ренот да стане ценет зеленчук. Кај гурманите е популарен додаток во исхраната со единствена арома. За салати и за се. И за манџе, па здравје. Највеќе у салата кој изредам морков, кој изредам цвекло, зелка и од него малку ставам за укус. Овој исклучителен лековит корен многу добро успева на овие простори. Рено е двогодишно растение, што значи првата година се саде се и многу мали парчења прави, што значи не се ваде првата година, втората година се ваде. Иначе се зимски период ренот е актуелен. Тражи ли посебни услови? Не. Он е, може секој да го произведе рено. Само сака водичка. Ренот потикнува од Медитеранот и од Западна Азија. Во текот на многобројните војни го консумирале ранетите, но и здравите војници, затоа што се сметало дека ренот влијае на издржливоста и моралот.